Здраво живо, ова е Петочно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Марина! Здраво Панче, long time no, здраво живо. По долго време, работно, па и приватни работи, и светското си огледаше на мира, ги испрати германците рано дома. И сега еве, после мала пауза, од оправдани причини, па ќе речем работно, и со твоето, дај Боже, фирмиче, што си го работиш таму, што си правиш, преводчиња преку глава ти се, знам, ама еве, денеска, повторно си со мене овој пат, Дијана ја испратив на заслужен одмор во Охрид, пожелав да си касне патронче у Летница, а денес, познат глас на сите, Марина е повторно тука. Како си? Така е. Добра сум Панче, фала на прашање. Фала што си снимавте супер епизоди со Дијана последниот период. Се надевам им се допадна на слушателите малку поинаква насока за личен раст и развој. Јас си уживав во епизодите во секој случај. Бројките покажуваат дека и сите други останати уживале. Баш оно еден дзирнав и осмо Македонија и Германија, сега сме нешто и во Јапонија. Од таму гледале многу, не знам што значи тоа, не знам дали имаме и таму некоја заедница, ама супер ме радува. Јас си бев зафатена со работа и со преводи нормално тоа кај мене. И плюс уште една работа што ми одземаше малку повеќе енергија и што морав повеќе да одмарам, а тоа беше бидејќи бев во прво тромесечие од бременост. Сега сум веќе понатака, така да можам и да снимам, и да се шетам, и да си уживам. Да, тоа е големата новост кај мене. Се чекаме уште едно синче, здравје Боже во ноември. И така, радост. Прекрасни новости, прекрасни. Мислам, сега па да речеме, таа новост се знае, меѓутоа, сепак, како што рековме ние, како што договоривме, тоа ќе се каже Марина. Марина си беше во незините со незините убави работи, си се радуваше, си се одмараше пред се. Тој период е доста подлежен на мир, на неголем стрес и сите работи. Марина, ти пожелуваме се најдобро, исто и на Михаил. Многу Панче. Дечките ќе си имаат уште едно братче. Па сега, моментално сме кај мачиња. Пабло, ама како да е, со текот на времето се надеваме дека и на тоа поле ќе работат младите. Со Марина денеска ќе зборуваме за една тема која што ете можеби и засреќа ситуацијата и тебе ќе те засека, а тоа се овие, да речем така наречени пакети или реформи кои што владата на Германија ги планира, некој ги донесе, некој ги заклучи, некој се во процес на развивање, некој се во процес на одлучување, некои се кажани, некои не се кажани. Значи, ќе зборуваме за оние реформи кои што не засегаат. Тебе верувам, најдобро те засега реформата за Елтренгелтот, мене ме засега секако реформата за пензискиот систем, за пензиското право. Па така да верувам дека денеска на нашите слушатели ќе им дадеме малку, можеби некој увид во сето она што планира оваа влада да го донесе или да го изгласа преку парламентот во наредниот период. Да, многу беа вредни во последно време од владава, што човек би помислил дека ќе донесат некои добри одлуки, ама човек би се излажал. Баш, што ме праша пред епизодата се спремили нешто за темава, викам, спремна сум јас, изнервирана до бескрај. Така да, тоа ми беше спремањето. Не мислам, шала на страна, стварно убаво е вака што си мислат, знаат дека треба нешто да се направи, дека треба нешто да се промени, бидејќи стварно имаше Германија неколку кризи, нели, со короната, со Украина, пред тоа бегалската криза и така натаму. Очигледно им е јасно дека треба да се направи нешто, дека треба да се преземат големи реформи за да се потикне пак економијата и да се зголеми задоволноста на граѓаните од
од економијата и општо од животот тука, нели? Не знам сега ти си Панче по бројките, стварно рекорден број на луѓе ја напуштаат Германија секоја година. Само тоа, ма еве сега да фатиме сега реформата за Елтернгелд. Дали мислиш дека, еве, јас сум за реформа, апсолутно. Значи, не е работата да се промени. Меѓутоа, кога ќе размислам, кога ќе видам сега програмата или планов, например, да речем на владава, што сака да направи за младите фамилии. Дали мислиш, ти, еве, ќе бидеш и ти сега, за кратко, ќе бидете родители и верувам дека ќе го искористите тоа право. Елтернгелд ќе го земате. Еве сега. Моментално сега е, регулативата е следна, дека мајката може 12 плюс 2, таткото може да ги земе тие 12, значи заедно 14 месеци може да седат. Сега, со новата одредба, или со новиот план на владата, они планираат, например, тоа да го реформираат и да направат 6 плюс 6. Значи, максимално 12 месеци. Кој први основ временски се скратува целото. 6, максимално 6. 6 плюс 6, 12. Минимално 3. Сега за сега е минимално 2, што значи дека таткото ако земе 3 месеци, мајката ќе може да земе само 9 месеци. Што е многу голема, многу голема небулоза. Ќе завршите работа со Михаил, нема да завршите работа. Па ќе ви треба некој, што ваква. Втората ситуација која што мене јас се запрепастив кога ги видов ти рече бројките. Од 300 евра минималното се накачува на 330 евра. 30 евра. Да. Повеќе. Страшно. Значи 30 евра повеќе, највисокиот износ што е 1800. Сега за сега би било 900, така е? 900. Само за 100 900. Да. Значи границата се накачува. Максимално, значи ако сте, да речем, шпицефетина или зимате супер плата, која што, да речем, можеби зимате 3-4,5 илјади нето плата, од таа плата до сега ќе сте добиле 1800 евра, сега мислам дека тој закон влегува, за родените од тебе те фаќа стариот закон. Фрејке, ама сепак, значи што се информирав. Добро, ама не сте брзали за тоа. Не за тоа. Ама добро, сега може да се каже вака пред да збориме за другите работи дека уште не е се изгласано, значи тоа се реформи пакети, уште не е ништо стапено во сила, односно само некои работи, ама вака е посебно вака за Елтернгелд, за... Ама, Елтернгелд е веќе изгласан. Тој ќе биде за родените од ноември 2027. Тоа е веќе завршена постапка. Таа е завршена постапка од ноември 2027. Елтернгелд се покачува на 30 евра, 330 и максималната граница оди од 1900 до 1800 граници. А за таа мерка за мене не е уште изгласано. Тоа е, значи тоа за посебен дел. Ќе го изгласаат. Од овие пакети што збориме за владата, сега добро, актуелно сите нешто си работат нормално, си одлучуваат што и треба да работат, нели? Тоа е друго, ама ќе сега наскоро, значи тоа ќе се гласа, ако не биде тој модел, ќе биде некој друг, ама како и да е, мора, значи министерката за од тоа министерство мислам дека треба да заштити, значи има добиено како насоки дека она мора да заштити 500 милиони, не знам колку беше, од незиниот буџет и за тоа мора да направи нешто. Значи ако не биде тоа, ќе биде нешто друго, како и да е, ќе биде на товар на родителите. Дека како се кажа, значи тоа као они го маскираат под мотото сакаме нели повеќе рамноправност меѓу мајки и татковци, као и повеќе и татковците да биле вклучени, дури пола да си ги делат месеците со мајката. Што е не е смислено до крај што викаат германците, значи многу мајки што се како прво, ако ти е прво дете, ама ако ти е второ, трето, многу мајки во Германија работат скратено работно време. И они ако работат наместо таткото, нема да може да се ги покријат сите трошоци за живот, онака и плюс со некои рати за куќи или што ти ја знам, плюс нешто ако имаат издатоци, значи тоа не е реално не е возможно и плюс значи тоа што е најголемиот проблем за деца во Германија е тоа што нема градинки, нема јасли, нема право детето, законско право нема до 3 години да влезе негде во градинка. Тек после 3 години.
Значи, градинките и јаслите им се катастрофа, имам зборено, нели, дека колку сме истравматизирани со Миле од градинката што ни затвараше секој втор ден во 1 сат, со едно ливче залепено на врата, денес само до 13 часот, поради недостаток на персонал, па вие сногете се. И, значи, треба на тој проблем да се работи, значи, таму да се инвестира и во или во градинки, во персонал, па после од таму да се почне, а не од Елтангел. А и плюс, значи нема што државата да одлучува за фамилијата. Фамилијата, ако сака само мајката да остане, мајката ќе остане. Се не мора со сила да се правиме равноправни. Реално, јас би сакала, јас ќе останам, нели, дома со бебето нормално и посебно, нели, ако дои, баш тоа исто го коментира, како вика, ако дои, знаеш, со 9 месеци, нели, и тоа е проблем. Така да, не знам, стварно многу нема смисла реформата, не знам што ќе биде. Среќа нема да не засега насто од ноември 2027 би било и така. Многу сум и разочарана и така. Оваа мерка е апсолутно, како што рече ти, на погрешна страна фатен. Не, наместо да се грижат они да се направат детски градинки, да има персонал за тие детски градинки, тој персонал да биде адекватно обучен, да биде и добро платен, бидејќи тогаш ќе направат атрактивна, да не ќе направат атрактивна гранка за оваа средина или за децата. Не, ние почнуваме тука со родителите да го скратуваме периодот, да ги обврзуваме, ако толку земеш, другиот треба толку да земе. Тој флексибилитет не им е даден на фамилиите веќе и, што е за мене најпарадоксално и најсмешно е покачувањето од 30 евра од, да речем, од 2027. Тие 30 евра од 2027 инфлацијата ги изеде 3 пати. Од 2007, да, од 2007 ствари е 2027. 2027. Не? Ја, значи, за прв пат и тогаш не е покачен, да. Точно, не? Значи, тоа е малце парадоксално. Од една страна ги обврзуваш луѓето да останат дома, ама од друга страна реалното не им се дава за да можат да речем да како мајка или како родител да речеш окей, можам да останам во дома и да го гледам детето, па и со ваквото прибедејќи и реалните плати не се во сооднос со покачувањето на или со инфлацијата или со тие работи. Така да оваа мерка или овој пакет на мерки во овој дел за мене би било не ме засега, меѓутоа за многу голем број од целото тоа е потребно, да, реформата, меѓутоа во погрешен правец, како што рече ти, треба да се инвестира во градинките, треба да се интегрира во, да речем, хортови таму што ги има тие, значи да можат па и да се направат и во фирмите градинки, да има такви проекти каде што можат родителите и да одат на работа и да си го остават детето и после тоа детето да си го земат и да си го носат дома. Значи, такви некои проекти треба, а не во на целото вакве, па после да политички поени да се обираме за 30 евра покачување на Елтангел. Смешно. А и плюс, значи, наталитетот им опаѓа од година во година, наместо да прават некои мерки, да го потикнат тоа, да создаваат како мотивација за фамилиите, они уште толку, мислам, не знам што очекуваат, кои ги играја децава тука. Посебно германците, што се такви, сакаат да си израчунаат германците. Ние во Македонија не толку, ама тука, што се вика, 2-3 години пред планирање на фамилија, си гледаат кој како, кој ка работи полно работно, кој пола работно време и така натаму, и многу се пресметани. И владата очигледно го нема земено тој аспект предвид, значи менталитетот на луѓето дека они сакаат сигурност, а не и тоа малку што го има да им го скратиш и да им го земеш. Како што кажеш, што ќе правиш, дури колку и да си заработувал со 1800 евра месечно, што ќе правиш веќе во Германија, ништо. Таа е проста математика. Не можеш тука ти ваквото. Ако двајцата пред тоа работеле, пример, фамилија, маж, жена, prosječno se ima plati da zemlja, nego prosječna plata od 2.500 евра. Значи имале буџет од 5.000 евра. Така? Prosječno. Сега. Супругата или мајката останува дома.
остануваме дома со 2500 на мажот и она нема да земе од тие 2500 евра, не е максималната граница на ваква. Да. Значи, она ќе земе од тие 2500 евра, ќе земе 900 евра. Елф. Значи, од 5000 идеме на 3400. Па победува Германија 3400 со, да речем, едно дете. Ами ако имаш едно дете? Што правиме тогаш? Да. Млади фамилии, може би земале куќичка, како што рече ти, може би имаат кредит, треба тоа да се плаќа. И што правиме после тоа? Што правиме? И после тоа вакво наталитетот бил мал у Германија. Па како не бил мал, како не? Точно ти што го рече тоа, во Македонија е сосем подруг принцип. Во Македонија фамилиите се уште се компактни. Се уште можеш да речеш, окей, ајде баба, дедо, вој, тој, Трегов ми рече, ќе прифатат, ќе го земат, ќе пустат, ќе штурат, да се она целото тоа. Заедницата, значи заедницата спаѓаме ние во тој момент 5 души се у куќата. Од тие 5 души, четворица одат, мислим, кој зема пензија, кој зема плата, па другиот, па еден плаќа струја, па другиот вода, па третиот јадење и седитера, значи живееме. Кој тука живее во заедница од фамилиите? Кој тука? Никој. Да, никој. Секој си е башка. Точка. И сега ги правиме некој пакет, Елтрангел правиме или реформа на Елтрангел го правиме, и што правиме? Ќе даеме 30 евра, ќе смалуваме во тоа и раѓате деца. Таа математика некако не ми е логичка. Не, никако е плюс ти викам тоа со градинките, значи не има апсолутно средано ништо. След очекор. Македонија, па дури во други земји имам слушнато и до покасно нели отвара до 5, до 6, до 7 има градинки, има родители во 2 смени што работат, онака малку така некои прогресивни идеи, реформи да направат, може и повеќе ќе има така како сигурност, ама вака нема шанси, значи тоа е тепачка за уште бремени, ние неама многу бремени што ги познавав порано од курсеви, уште во бременост се интересира и за јасли, и за градинка, знаја дека минимум 2 години дома ќе останат. Јас зборувам од моето искуство. Времето ние децата кога ги надуевме, за првото дете, најдеца остана дома, 3 години седеш. Значи имаш услови, значи вако е можело стандардот бил повисок, сите работи, се било тоа надуено. Јако сами сте ми го надуено, значи со една плата сме можеле да преживееме. Кај второто веќе кај второто беше 6 години покасно, веќе беше повако. После година и пол мораше да почне по миниџоб почна да работи. Не? Значи, ама сега јас по ова време, бидејќи ги имам јас на работа примери, например, кога фамилија, бремени, сопруги, мајки, вработени, татковци кажат, слушај, ја треба вакво. И после тоа, ја викам, добро, како ќе? Па вика, ако може, плюс, одредили можноста сега да работиш за време на Елтерн Гелдот, на Елтерн Цајтот, може да работиш тајца до 30% од целото тоа. Ти кој ќе работиш 30%, ти работиш да имаш 15% да фолцај ти работа. Че која е привилегијата сега од целото тоа? Не? Да, не, они така го продаваат тоа, нормално некако мора да направат тоа да звучи атрактивно, ама мислам... Фала Богу. Ама вака кој ќе оставиш, кој ќе го погледнеш вака на папир, кој ќе го не, кој ти што видиш кој трезвено, кој ќе размислиш, целото тоа е малце доста со многу непознати, Да. Ништо ќе видиме. За таа реформа го начна миниџоб. И за тоа следната точка. Значи ќе речеме тоа е баш Елтангел е дел уствари нели од тоа Министерство за фамилија, а миниџоб и другите реформи се баш дел од тоа реформиот пакет на владата и баш за таа точка приметиво повеќе групи дека се дискутира као немаат сигурност луѓе мислат дека ќе се укине, например, дека нема веќе да има миниџоб. Што не е така, нема да се укине, ама ќе биде, нема да биде толку веќе бруто како нето. Значи, до сега, што е предноста на миниџоб, тоа што колку што зимаш бруто, толку зимаш и нето. Минус некој евро, мислам дека беше. Нели има опција актуелно да си плаќаш во пензиско осигурување или да се ослободиш од таа опција и сега тоа збора за тоа да се направи тоа задолжително. Значи миниџоб да се плаќа пензиско осигурување. Тоа е и тоа е на пример за мене
што би рекле становите мачи кака. Привидејќи, ние знаеме дека сите нас ни одбиваат од платата за пензијата. И секогаш се бориме да ни биде платата брутото поголемо, за да можеме да ни биде поголема ставката или уплатеното во пензискиот фонд. Сега доаѓаме во ситуација, како што рече ти, мини-джоб. Моменталниот мини-джоб, максималната цена или не максималната цена, максималната можност за работување на мини-джобот е 630 евра сега по новото, така? 630 603, 630, ама они рачунаат дека ќе го со реформата, со реформава, да речем, нивна, ќе го накачат мини-джобот на 630. Сега, кога ќе го накачат, например, 630 реформата, ако дојдеш, например, да плаќаш плюс пензиско за тоа целото, значи они сакаат фактички секоја работа да направат социјалфезишерungsфлиштик. Без разлика колку се работат, освен за две категории, а тоа се студенти и ученици. Тие две категории се уште ќе ги рачунаат за слободно, значи студенти и ученици. Останатото овие, например, бидејќи имаме пензионери што работат во мини-джоб, имаме вработени што работат во мини-джоб, бидејќи сега мини-джобот е фактички подобрување на буџетот, фамилиарниот буџет. Сега, кога ќе размислиме, например, дека зимате плата 630 евра, и ако треба тоа да го уданочите, или по оваа шема, да речем, на уданочување, ќе испадне дека од тие 630 евра ќе испаднат на крајот можеби 450. Може не толку многу, ама помалку, ќе биде дефинитивно минимум 50 евра помалку, сигурно. За фактот е дека за моментално за 172 евра за она минималното што е, 32 евра треба да платите пензиско. Значи тоа е, кај беше тоа? Значи за 170 има некоја минимална граница. И они викаат тие што земаат над 170 евра, не под 170 евра мини-джоб, не треба ништо да плаќаат. Сето тоа што е минимално 32 евра и нешто така беше, така е таа пресметка што ќе плаќаат. Сега, например, ако земеш за 170 евра, 300 и вако 30 евра, рачуни дека за 600 ќе земеш неколку 120-30 евра ќе ти одбијат од мини-джобот. Колку е тоа? 120 евра, колку е вредноста. А за мене тоа е некоја сепак, колку повеќе платиш од пензиското, толку повеќе ти се зголемува бодот, ти се накачува бодот, ама таа сума е не во сооднос на оние, да речем, ако ги земеш, кој што сега земе бруто нето 650 евра, на крајот, кога ќе дојдеш пензија да земеш, нема да имаш толку голем ефект, колку да ги земаш сега тие 600 евра. Тоа е тоа. Предејќи сега тие 600 евра во годината 600 евра ќе бидат 7200 евра. 7200 евра. Да. Се годишно. За големување на тогашниот буџет. Да, додека да стигнеш до пензија, тоа. Ќе стигнеш ти пензија да земеш. Во една фамилија двајцата, посебно ако имаат мини-джоб, по 100 евра двајцата, тоа фала 200 евра во фамилијарната каса, тоа денес, значи овој месец не треба, не за пензија, што не е сигурно, посебно за нас, нели македонците, дали ќе остануваме тука и што ќе биде. Ама без разлика. Без разлика треба да останеш дали во моментов сега ќе ги немаш тие. Да. Ти ги немаш. Тие ти фалат. Значи, годината ти фалат, например, од 7.000 евра, ти фалат, да речем, 2.000 евра ти ги земе за пензијата. Океј, може би некогаш. Ама колкава ќе биде вредноста на тие пари што денеска ќе ти ги земат, спрема годините, например, ти имаш уже некоја година, малце поише, уже 20-30 години можеш да работиш. За 20-30 години колку ќе биде вредноста на 100 евра, да речем? Да. Со денешните 100 евра. И тоа ми е малце во сооднос и таа реформа или тој пакет или таа мерка за мене е малце со големи знак прашалници. Бидејќи во тој момент, например, јас верувам дека во Глобус, само ти кажам ушова, ние во Глобус не верувам дека многу луѓе тоа ќе речат окей. Не правам мини-джоб. Точка. Ќе одам под социјалното. Да, под социјалното. Да, не само за нив, нели и за работодавецот, уствари, он има некои давачки од таа страна и тоа, значи мини-джоб. Ама тие мини-джобери, например, на Сабајле ни ги редат регалите кај нас. Тие мини-джобери,
ни ги редат регалите кај нас. Да, регали Не во само кај нас хотели, од глобус. посебно во хотели, Ја. во значи гастрономија, баш по Да. градинкиве исто за ручек, нели, баш што оној според во градинки исто за ручек, не, за време на ручек пензионери Да. и мини џобери го носат. Го размусуваат ручекот, тоа е саат и пол на ден, не може вика ја на делно работно нели на скратено работно време да се пријавам кога не постои такво местото како такво. Така И нема да се нуди тоа имаат место. и малку притисок од различните гранки, се надевам дека нема да го донесат така. Јас се надевам и точно, исто, апсолутно сум на твоето мислење, се надевам во Америка за мини џобот да не се изгласа. Бидејќи тогаш ќе имаме проблем, кој што речете, хотелите, ресторантите, во речи го продавниците, што многу луѓе ќе речат, за мене тоа не е испатливо. Чао ѓаци, отидов ја, па нека ми плати сега државата тие што ми фалат таму што сакам да речам, што ме срам да отидам да ги побарам, тогаш нема да ме срам да отидам да ги побарам. Да, нема срам. Ја. Мото мен тебе Ја. не ти е срам, мене па и не стварно нема логика. А тоа што викаш социјалниот систем тука не го менјава, тука демек нешто на као зборат нели да биде сменија името. строго повеќе, да. Го сменија името по-строго, не знам што, врска нема, значи од време на време има тука некои рации, само ги проверуваат и онака ќе искочи цела куќа, цела зграда. Ја. Нелегално добивање на детски додаток или на социјално, значи уште немаат апсолутно инструменти против тие некои неправилности да се борат и ете на погрешните места едноставно кратат и подобруваат. Од друга страна гледаш па дека се уште нели се дава нели помош на Украина, на овие, на оние ќе правеле нешто во неразвиени земји, ќе помагале со индустрија, со се, тоа не знам, не може веќе, мислам, германскиот народ и општо луѓето што живеат тука да го толерираат веќе. Дека тоа се многу пари. Веќе 100 години се даваат, а тука за твоите што се вика нема ништо и мора да правиш вакви некои рестриктивни пакети, односно реформи за некако да тргне малку економија. И тоа повеќе треба апсолутно право. Апсолутно се управо. Треба ли да се преиспитаат дали како е интересот на оваа влада, да речем. Интересот е да го исцрпиме до максимум работоспособното население во Германија, кое што и потоа се уште е мотивирано. Пак ќе речам, се уште е мотивирано да работи, да се труди, да станува сабајали, да надоe и да помогнува, например, во некои работи кои што можеби нити се стратешки, нити се размислени за доброто на оваа држава. Не сме ние националисти, не сме ние вакво, меѓутоа треба да се праша владата дали во овој момент, во оваа ситуација, кога што ти го рековме на почетокот, сите овие што не стрефуваат, сите работи што не стрефуваат, погледни ги бројките на бензинската пумпа. До вчера, 2 недели, дека беше данокот ослободено, окей, дизелот беше под 2 евра. Денес го гледам 2,23. Машала, вика. Алал да вие. За една недела од евро 89, 85, до 90 беше, сега повторно се враќаме на 2,23. И тука е таа незадоволност и тука е тие, да речем, па и внатрешни, не да речем немири, меѓутоа препукување измеѓу десничарската партија, АФД, и моменталната влада на ЦДУ-ЦСУ со коалицијата со СПД. Така да ќе имаме жешка есен, Марина, верувам. Жешка есен, во смисла ни следат неколку избори во неколку покрајни или федерални единици. Саксен, Тюринген и мислам дека горе во Мекленбург-Фопон беше, кај Диана. И во сите тие моментално водат десничарските партии водат, АФД води. Тоа е факт. Води, прибидејќи
оваа политика која што владата се труди сепак некои реформи. Има некои добри работи. Да не навлекуваме сега Кранк Мелдунг тоа после првиот ден или сите тие работи. Меѓутоа во глобала, кога ќе видиме на пример колку ќе ни остане или колку ќе остане во новчаникот, ќе приметиме дека овие реформи не се баш толку наклонети нема многу да помогнат, нема многу дејство да имаат. Ефект. Вика, мене ме зачуди, значи ја вака кога се спомна реформи, добро сега нели малку и од мојава професија, онака си реков супер сигурно ќе има нешто и за странци, нешто за бироа за странци, некои леснувања, некои намалување на бирократија. Ама не видов такво нешто. Барем не како еден од поважните реформи. Што стварно уште, значи, не ми се верува како уште не им текнува, никој не седнал, не одлучил да ја намали таму бирократијата. Посебно сега од кога сум во Делојт, нели со квалификувана работна сила имаме само 99% луѓе со плави карти, значи нема никој што заработува под, не знам, 100.000 годишно, значи многу, да, стварно. Супер, и пак тоа исто си чекаат, исто како и македонци, како сирици, како било кој што си чека во Алсма, например, и они си чекаат година, 2, 3, 4, 5 месеци за фикцион. Фамилиите им седат по година, 2 во земјите, чекаат термин од амбасада и тоа скроз се укочено и немаат. И мене ме чуди, ја на многу случаи, онака сум си рекла, Лена, на твој место до сега ќе си дадов отказ, ќе си речев, остај ги си отидам во некоја друга држава, некоја кај што е со помалку бирократија, со повеќе нели по family friendly, малце да ти даде мотивација, нели, како некој од странство дошол тука и го тераш да работи, да седи 2 години без фамилијата. Не ми влага во глава како на тоа, за тоа се упорно неми. А толку многу странци има и толку се гласни во своите, нели, дека ни требаат квалификувани работници од страна, дека на тоа треба да се даде акцент и тоа се супер, значи политиката од една страна тоа го промовира и во странство, значи нели во странство се прават програми, дојдете во Германија, нели овој Шолц, не знам кој таму идеше. Апсолутно. Идат различни, дојдете и кога дојдат тука, а тоа е работа на екзекутивата, ја не сум знаела и вие видете си како ќе ги спроведете и кој ќе даде визии, што наше политичко ста. Тоа е подолба нели на власта, што е од една страна супер конструкт, а од друга страна е посебно во вакви федерални држави стварно проблем. Едните викаат дојдете, другите викаат неаме персонал. Дојдете, ама ќе почекате. Да. Дојдете, ама ќе почекате. Така е мотото. Да. Дојдете, ама ќе почекате. Ја? Исто и од моето искуство со клиенти со ова зона, сите документи се е средено, ова, чекаме за вакво одобрение од ВОА. А сите документи се е стокмено како што треба, значи до потписи, до преводи, до сите тие работи се е направено како што треба и се уште чекаме одговор и што е најголемата трагедија на целото е тоа дека не смеш да им досаѓаш. Ама да, и да им досегаш џабе, баш приметувам кај нас на работа се така, нели, професионални, фини, се супер. Јас се викам, треба да бидеме малку значи нема потреба да им се плашите во бюро за странци, и таму се и онака работат само, нели, сите се незадоволни околу нив, и само околу нив, незадоволни, нели, како клиенти, така да нели нормално дека ќе си прашаш. Ама нема џабе, нема никој, не можеш да се јавиш на никој, не можеш да добиеш одговор, мислам добро, тоа си знаеме, нели, македонци, одамна сме тука веќе 10 години, колку е регулативата за Западен Балкан, веќе сите, што се вика песна, може да пеат од такви приказни, ама да, интересно и тажно.
Што тоа важи спомнати за сите, регулативата. нема нешто по... Па дори и таа регулатива е ставена во мерките. И тоа ме зачуди. Ја мислам дека контингентот беше 25.000 визи годишно. Или 50.000 визи беше годишно. Беше едно време 25, па го зголемија на 50 од 24-та. И сега пак е сега. да. Сега. Со овие мерки, од 1.1.2027, регулативата за Западен Балкан, прибидејќи, значи, образложението е тоа, прибидејќи дека работната ситуација во Германија се влошува и имаат и они доста невработени, таа квота се намалува на 25.000 визи за Западен Балкан од 1.1.2020. Значи, таа мерка е ставена во овој пакет на реформски мерки на владата на Германија. Значи, се знаете дека и тука ќе има рестрикции што се однесува до амбасадата во Скопје. Ама Западен Балкан, и тоа мислам дека е погрешно, Марина, Западен Балкан, они го рачунат Македонија. Не, Западен Балкан е Македонија, Србија, Косово, Босна, Албанија, да. Тоа се 5 држави кои ги рачунат под Западен Балкан. Значи, за тие 5 држави има 25.000 визи. Да. Значи, и таа е во склопот на мерките. Да, тоа е, значи се намалува контингентот, ама од друга страна па се укинува ограничувањето. Значи тоа цело време нели беше прво беше на 4 години, па на една, па на 2, така натаму, и сега се укинува на неограничено време, мислам се воведува на неограничено време. Поради тоа што е значи за регулативата за Западен Балкан е една од подобрите одлуки што ги донеле за донесување на странски работници. Значи тоа е стварно многу добар модел веќе што се етаблираше, дека пробуваат и за други земји некои да го приспособат, ама мислам дека уште нема слични. Само што се намалува контингентот, ќе има помалку термини, помалку визи и тоа ќе се осети сигурно. Кратко, иако сме млади, ќе има и реформа во пензискиот систем. Да. Јас се надевам мојата маленкост 2031 ќе замине со повеќе од 35 години стаж во Германија со некој си апшлак или со некој одбиток од моментално 14%, ама јас се одлучив тоа и стоам на тоа дека 31.1.2031 ми е датумот кога што можам регуларно да заминам во пензија и со одбитоци и ќе отидам таму и ќе ми речам рачунај и костела се зволе, ќао дзјаци. Меѓутоа, за следните генерации таа граница рачунаат дека ќе ја укинат. Значи, повеќе да не се, како да речам, да нема таа можност со исполнети, еви, например, и сопругата моја, Најца, има за 3 години, 45 години, и со 45 години може да оди со 63 години без одбитоци. Значи, таа регулатива сакаат да ја укинат, така да демократското движење или демократските збиднувања Германија ја потресуваат доволно доста и така да они се во тој сегмент доста на тој степен и сакаат со тоа, например, на постарите лица или на лицата кои што имаат можност да останат во подолго во работен однос. Сега што е позитивното на пензиската реформа е тоа дека ќе се зголеми нивото на нето, значи просечната нето плат или нето пензија ќе изнесува околу 70% од просечната нето плата. Сега моментално е недека околу 64%. Значи се зголемува, пензијата ќе се зголеми на 70% од речем просечно. Значи моментално мислам дека просечното 55.000 евра е годишната плата, значи од 55.000 недека ќе бидат 70% ќе оди како пензија ќе можете да се зголеми нивото на пензијата и се зголемуваат. Тоа е можеби малце позитивното од целото тоа, иначе другото за пензијата е подолго работа, подолго пензија, помалце Да. Добро, да, се некои ситници сигурно ќе бидат поволни, значи не може да биде се лошо, валја. Не може да биде. Ептенги скритикувавме се. Работи, па добро, тие 2-3 работи така што се поголеми, што посериозни повеќе луѓе ќе засегнат. Исто ова ограничување на работните договори исто многу е според мене проблематично.
Значи, во Германија општо нели е важен договор на неограничено време, за разлика од Македонија, нели, во Македонија не знам, многу ретко нели некој таков договор да има, ама Нема договор. Да, веќе ако има неограничено работно време, тука е стварно мора да биде нели на неограничено, освен ако има нели причина. И до сега мислам дека беше 4 пати можеше да се, или до 4 пати можеше да се продолжи најмногу, сега до 6 пати ќе биде. Сега моментално еден фолцајт договор може 2 пати по пола година да го продолжиш. 2 пати по пола година. После, значи на третиот, значи еднаш почнува работениот, пола година, пробецајт, го продолжуваш на една половина година, значи годината не е вработен, да го продолжиш, година и пол, и после тоа автоматски преминува во унбефристот. Сега сакаат после 48 месеци, значи после 4 пати по 6 продолжувањето да биде. Значи да може работодавецот не после втори, значи после второто продолжување да биде, ами после четвртото продолжување. Значи фактички ако те примам сега, да пример ја да влезам сега во фирма, ќе ми речат окей, ќе добиеш една година бефристет. После тоа можат уште еднаш 48 месеца, 4 години може да ме влечкаат за продолжување. Ти кој што рече тоа, ако да го земеме тоа на пример по половина година, потпури така ние, значи јас кога продолжувам низ го сме продолжували за половина година. Значи ние не сме продолжували за година тера. Половина година е тоаш 2 пати, третиот пат веќе мораш да го онанеш. А сега веќе за 48 месеци, значи 48 месеци може да бидете вие со ограничен договор. Со бефристет. Тоа е стварно проблем дека тука тоа е малце по сите места, со сите страни ти бараат нели стабилна заработувачка, посебно вака банки, нешто ако сакаш да ти вложиш, да купиш, посебно ако си странец, нели нешто, некој договор да склучиш. Многу чудно е, баш имав приметено на пример на лекари, многу често им даваат такви, тука барем, им даваат такви ограничени договори во болници, знаеш тоа, многу ретко некој неограничен договор да има, или на работени во факултети. Јас нели години и пол на факултет, повеќето беа дека платени од средства од проекти, беа така на ограничено време и стварно проблем е. А тоа се да речеме ете луѓе што добро заработуваат, а не можеш на лекар да му кажеш ограничени договорот, не можеш да земеш кредит за куќа. Ама имаат проблеми, да. Не е во ред. Мислам дека тоа ќе го испутка тој 48. Ти гледам дека таму се има некои негодување од страна на синдикатите, ама тоа ќе биде од моја страна, например, ја ќе се прашам како нов вработен, некој да ми рече, знаеш, ја ќе ти давам тебе унбефристет договор за или ограничен договор за 48 месеца. Ќе му речем 48 месеца, ја може 3 пати да смена фирма до тогаш. Да. Ама од друга страна, ја мислам дека од тоа друга страна и погрешно е спрема фирмите. Бидејќи окей, знам за година дена ќе продолжи, ќе скенирам фирмата да речам за пола година. Не ме дисуе, нити отказ, нити владата му викам, слушај, не треба да го продолжи тоа, јас си отидов. Готово. Чус, чао ѓаци. Значи тоа може и од друга страна да биде негативно. Значи не е само тоа од страната на зависи како ќе се развива ситуацијава сега за сега, што ви кажете, апај ќе има, значи работодавците може да одлучуваат дека стварно има има големи проблеми за барање за наоѓање на работа. Тоа може да се смени и може да се И од тој момент, например, не ми одговара веќе. Чим ми е вакво, нити треба тоаш да кунигук да правам, ќе му речем договорот ми како например вработени на ограничен договор, како ти викам, договорот нема да го продолжиме, точка, фери. Ќе ти кажам. Да. Можеш ти да му кажеш, слушај, ја не сум заинтересиран за договорот и барем да се работи, јас на друго место работа. Да. Не можеме да речеме дека тоа ќе биде 50 полисни, 50 корисно, меѓутоа во оваа ситуација малце е ти кој што рече проблематична е целата таа одлука.
Проблематични се многу работи што Да. планираат. Многу ме е интересно исто што германците се така гласни на социјални медиуми и се, ама не искачаат нешто на протести. Односно, прочитав нешто за во Минхен дека ќе има, сега не знам колку е вистина. Наводно, според некои анкети, секој втор граѓанин не е задоволен со актуелната влада, така да треба тоа да се види на улиците. Ама некако мирни се многу. Факт е дека секоја недела гледаме овие што се неделните статистики за задоволството на населението или на граѓаните на Германија од моменталната влада. Факт е дека, да речем дека десничарската партија на АФД е веќе во голем дел од државата, има повеќе од 35 до 40% од согласност или доверба дека ќе ја среди работата како што треба. Колку е тоа вистина, не знам, бидејќи досега никогаш они се уште не биле во ниедна федерална единица, а верувам дека, како што најавив пред тоа, во оваа жешка есен, таа ситуација ќе се смени. Значи, ситуацијата, не верувам дека во овие останати три изборни федерални единици, дека АФД барем во една, максимално две, нема да влезе на власт, нема да биде на власт. А за тука не верувам, бидејќи да зборуваме отворено. Имавме случај, сега мислам дека во Тюринген беше. Значи се прогласува, окей, се прават коалиции, се е во ред, ама кога 35, 38, па и 40% од населението на таа покрајна гласа за една партија, и таа партија не е на власт, тогаш треба да се прашаме каде води целото ова, без разлика каква е партијата, за тоа има други органи да се докажат, да се укажат. Не? Ама не може тоа така да се рече дека сега они се така, нека го докажат тоа. Тогаш треба да испаднат, да речем, тие што тврдат дека таа партија е, да речем, нацистичка или сите тие работи, тогаш треба да испаднат тие одговорните, или Министерството за ватрешни работи, Министерството за правда, треба да испаднат, слушај, ние имаме докази, тоа е тоа докажано и тоа е тоа. Се додека тоа не се докажува, таа партија ја бираат 40% од населението. И чим таа партија е бирана тоа 40%, без разлика дали имаме коалицион партнер или не имаме коалиционен партнер, треба на таа партија да и се дозволи да формира влада. Дали ќе формира влада? И каква влада ќе формира? Тоа е понатамошно прашање. Значи, може ли ти да дозволите на партијата? Да, демократски принцип ствари се повива со тоа. Значи, тие луѓе што викаш гласале, тоа сака да кажам. Без разлика. Треба да им се даде можност. Да, треба да има представништво во... И тоа си е на плани програма. Треба да решат се, окей, ние со ово и со оно и со ова. Ако они викаат, ние не коалираме со оваа партија, не коалираме со онаа партија, или од лево, од десно, од тие работи, сепак треба да се дозволи. Од таа ситуација тогаш не можеме да сформираме влада, се враќа мандатот, па нови вакви. Ќе тераме додека не се направи, не се најде некоја партија која што ама ја мислам дека демократијата така оди. Така оди. Или ча или бу. Да, во овој случај не, бидејќи не знам па и тоа, значи кога ќе се направи веќе коалиција, таа треба да биде, значи, способна за одлуки, способна за работа. И сега колку би била способна за работа со АФД, стварно не знам, бидејќи реално и партијата немаат некои прогресивни идеи, немаат ни они не знаат реално, што они се водени, значи, од бес, од разочараност, од немање излез. Тоа е мотивацијата нив. Како од друга страна, како ќе дознаеме, например, ние како ќе ја водат оваа држава ако не им се даде тоа право, например. Чи можеме да спекулираме се, они се такви, они се вакви, они се водат тоа. Таа спекулација, тоа само е... Да, мислам дека доволно. Мислам дека многу голем дел од нивното влијание би било онака символично влијание, што викаат. Со самото тоа што ќе знаеш дека такава партија е на власт, некако не знам, ја не би имала баш, што знам, баш убаво чувство, посебно некако странно, онака се да знам, тука сум на ограничено време, што знам. Ако таа партија, сега одиме на друга тема, ако таа партија победи во, да речем, на следните избори во Саксен.
Заксен е само една република. Значи, Заксен е само една република. Па дајте да видиме што ќе се деси со Заксен. Значи, дали Заксен одеднаш ќе почне. Ама така е, например, така ќе се разобличи целата таа фама. Оти сега моментално е само они не може тоа, они се такви, они се вакви, они ваќа напред. Дајте им нека реагираат, да речем, жртвувајте една покрајна. Имате 16. Имате уште 17 покрај, 18, колку се таму, 16, 15, колку се. Ќе останат се 15. Значи, и пак го нема тоа мнозинство во парламентот, бидејќи парламентот владее ЦДУ, ЦСУ и СПД коалиција. Значи, не мора да значи дека ако они владеат во, например, и зелените владеат во речи го, сменија се, владеа во Баден-Вертелберг беа зелените, ама не беа во влада. Значи, дајте им да видиме што како е. И што направија? Ете, зелените беа на власт, не успеа ваквото, следните парламентарни избори у Баден-Вертелберг, котна, еве ги сега ЦДУ е таму. Да. Тоа е вакво, а не ни однапред кино. Дајте им да видиме какво ќе бидат, дали се ќе сменат, дали ќе се пее химната секој ден у вакво речи го у школите вината, дали ќе се веат германски знамења на секоја институција и сите работи, целото, дали ќе сменат нешто со телевизијата, они тоа што го викаат и сите работи. Да видиме, ако тоа е така, значи тоа нормалниот човек што вика чекај се дај вие, ќе рече чекај бе, вие тоа таму го прават, па ќе го напрати камера. И автоматски се доаѓаме во контрадикција со тоа што, например, сега не примам, има некои симпатизери кои што викаат окей, значи таа симпатија према таа партија е привидејќи толку е блокадата, например, таа што е, како ја рекоа, Мауа, не? Да. Кој зид што го направи. Па да го слушаме тој зид и да видиме, дајте вакво е, вете. За 2 години, значи ако не ги бива, може да за 2 години да падне таа влада од таа република. Точка. Да, ние до сега колку некомпетентни онака партии имавме, па сега за уште една. Не, тоа го тој момент го разбирам. Не знам дали реално малку сум со поделено мислење не би можела да предвидам. Од една страна се викам, се осеќа дека стварно има преку глава на германците и дека би можеле тоа да го спроведат, ама од друга страна мислам дека уште тежи оној стариот долг, знаеш, од порано и дека уште ги држи. Да, accountable. Така тук имаш право. Не знам. Да. Ќе видиме. Кредитот од минатото си го носат се уште. Кредитот од минатото се уште си го носат и си го плаќаат, мада треба еднаш за секоја да завршат со тоа минато и со тие кредити што ги имале на времето или што треба да се прават или што треба да се осеќаат они одговорни за тоа што го направиле, не? Добро, историски гледано не е реално толку давна, се ние сме нормално, не можеме да си замислиме тоа што се случувало, ама вака на историска гледна точка не било многу давна, затоа мислам дека уште толку така се држат и уште еве гледаш, јас кога правев тука Ausbildung, цело време ќе си имавме некои предавања, некои преживеани од Холокауст, ке дојдат да зборат, да те подсетат, значи цело време има некои подсетници, нешто да не се заборави. Тоа не треба никогаш да се заборави. Никогаш. Значи тоа не треба никогаш да се заборави, меѓутоа треба демократија, од овој момент вака сега ако што одат они ги прават сите тие што се за нив, сите се десничари. Ама има некои што ги гласат од протест. Да. Гласат протест. Точка. И за да го разобличиш, значи да му ги отвориш очите на тој што гласа од протест, треба да речеш окей, ајде, вие, бевте. Што направивте таму? Направивте повеќе работни места, социјалниот систем у републиката и го средивте, плативте во, го поддржавте ова, го направивте ова, што направивте? Го разобличувате тоа целото. Да. Тија, речи го Марина. Ке збориме, ке има, осекам ке има епизоди уште за овие работи, дека се само што почна овие некои промени, реформи, што викаш, ке биде интересна есен. Знаеш што ми е интересно, ги направија промените и се отида на одмор сега. Да, не ги предложија, као веќе, ви, Жешко Камчи, ние си... Точно, вие печете се сна, ние се одиме на одмор и кој ќе се вратиме од септември, таму кога почне новото, вакво речи, новата сесија, тогаш и ово наново ќе биде и тогаш ќе биде, ние воа го заправивме, ние вака рековме, ние нова го направивме.
Тоа ќе биде и така. ќе се надуиме, ама имаме жешка есен, а нас ни е жешко и сега. Марина, сладок му обед за жешки теми. Теми кои што верувам дека многу значи да ги засегаат. Верувам дека доста се информираа од оваа епизода. Како што рече, ти остануваме на овие теми, пратиме. Мада рековме дека политички нема да бидеме толку настроени, меѓутоа, времето е такво. Не можеш да ги негираш тие теми или тие проблеми што се дешаваат. И апсолутно ќе останеме, ќе одиме со времето, ќе одиме со текот на целата ситуација. Убав викенд. Сега уште само типот да ми го кажеш кој ќе победи на светското првенство. Може да ми кажеш кој ќе игра. Панче, Шпанија и Аргентина. Шпанија и Аргентина, добро. Ќе кажам Аргентина. Ја сум за Шпанија. Ајде, ќе видиме. Со овој тип ве оставаме за викендот. Типот ќе го кажеме следната недела кој беше управо. И дотогаш слушајте ме во петочно во Германија. И тоа е тоа. Чао, чао. Плюс.